Вработените во водостопанската подружница Брегалница од Кочани ја пуштија водата од каналската мрежа и го почнаа полнењето на земјоделските површини. Со тоа на земјоделците им овозможуваат навреме да ја почнат сеидбата на оризот. За почеток се прават времени прегради на Зрновка, Кочанска и Оризерска река и се зафаќаат проточните води. Со тоа се заштедуваат резервите со кои располага хидросистемот Брегалница. Неповолните временски услови и слабите врнежи од дожд и снег пред почетокот на оваа сезона сериозно ќе влијаат врз реализацијата на планот за наводнување, но ќе нема промени на површините на кои ќе се сее ориз. На самиот старт на сезоната за наводнување во акумулацијата Калиманци има околу 95 милиони кубни метри вода. Тоа е за околу 20% помалку од максималниот капацитет. Со добра организација на екипите од водостопанската подружница и домакинско однесување на водокорисниците, се очекува дека сезоната за наводнување ќе се реализира според планот. Иако поради неповолната хидролошка состојба, за годинава требаше да има 1/3 помалку површини под ориз, сепак ќе нема промени во споредба со лани. Тоа значи дека и годинава со доминантната земјоделска култура во Кочанскиот и соседните региони ќе бидат опфатени околу 3500 хектари. Дел од површините во атарот на општина Зрновци се веќе посејани, а веднаш по великденското празнување ќе почне сеидбата на оризот и во катастарските општини Оризари и Кочани. Пред почетокот на наводнителната сезона вработените во Кочанската водостопанска подружница го завршиле чистењето на над 90% од каналската мрежа. Во наредните 2 недели ќе се прочистат и помалите канали во атарите каде што сеидбата на оризот ќе се реализира во текот на мај. Под мотото "Сподели радост", во паркот на Револуцијата во Кочани се одржа пригодна празнична програма и великденски базар. Учествуваа ученици од основните и средните училишта од Кочани, како и децата од градинките. На великденскиот базар ученици од основните училишта Свети Кирил и Методи и Малина Попиванова подготвија своји изработки, кои што се продаваа на продажни штандови, а собраните средства ќе бидат наменети за збогатување на програмските содржини на овогодишниот великденски хепенинг. Сите училишта од општината, заедно со детската градинка Амичи и јавната детска градинка Павлина Велјанова, ќе учествуваат на овој денешен настан. Сите собрани средства кои што се од базарот, кој што го организира Свети Кирил и Методи и Малина Попиванова, ќе бидат наменети за дополнителни активности кои што ќе бидат со одбележувањето на празникот. Секоја година ќе продолжи оваа традиција доколку граѓаните оценат дека настанот предизвика од внимание кај нив, дека е добро. Се што е добро би сакале да продолжи. Придонес во одбележувањето на Великден дадоа и ученици и ментори од машинската струка на Селното општинско училиште Гошо Викентиев. Тие изработија великденско јајце што е поставено во паркот на Револуцијата. Празничната програма продолжува и за време на продолжениот викенд. В недела напладне ќе се одржи забавна манифестација под наслов "Светот на Биби", а од 16 часот настапки имаат македонски музичари, меѓу кои Тамара Груевска, Мартинијан Кириловски, Мите Стоилов, Мелани Тарчуловска, Стефан Манасиевиќ, Ана Петановска и Дженгис Мемедовски. Во вечерниот термин од 20 часот концерт ќе одржи и Елена Ристеска. Учениците од основното училиште Никола Карев, заедно со наставничкиот персонал, во училишниот двор организираа великденски продажен базар со ракотворби што сами ги изработија. Со музички звуци од песни за деца, базарот беше одлична можност за дружба меѓу учениците, родителите и вработените во училиштето. Нашите ученици сакаат да изработат нивни креации заедно со нивните наставници и родители и сето тоа да биде изложено и да можат тие да ги продаваат тие производи, а средствата ќе одлучиме на наставнички совет каде ќе бидат наменети и во кои цели. Секој ќе бидат наменети во училиштето и ќе ни помогнат во уште еден проект кој што ќе сакаме во иднина да биде реализиран. Денеска се одлучивме бидејќи најпрво временските услови дозволуваат денеска да се организира овој великденски базар и традиционално сакаме секоја нова година и секој Великден да правиме по 2 базари годишно, кои ќе останат традиција во нашето училиште
а сите средства кои што ќе ги добиеме, дел ќе бидат за хуманитарни акции, дел ќе бидат за некои проекти кои што ќе бидат од значење за нашето училиште и за развојот на самото училиште. Од Основното училиште Никола Карев истакнаа дека во тек се активности за уредување на училишниот двор. Се подготвува ново детско игралиште, а уредена е и пешачка патека што поминува покрај спортската сала. Празничен и великденски базар организираа и учениците од Основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци. Тие сами изработија голем број украси и ракотворби, што на уредени штандови ги понудија на посетителите кои дојдоа на настанот. Подршка во организирањето даде и општина Зрновци, а великденскиот базар се реализираше на плоштадот Свети Димитрија. Ротари клубот Кочани Виница со своја активност се вклучува во одбележувањето на празникот Великден. На настанот што е закажан за внедела ќе бидат вклучени најмладите од општината. Со тоа ќе се збогати празничната програма што се одржува во Паркот на Револуцијата. Ротари клубот Кочани Виница ги поддржува традиционалните вредности секогаш, па така и овој пат ги поддржуваме великденското празнување. Во недела во 11 часот Ротари клубот Кочани Виница организира Ротари великденски игри во соработка со општина Кочани и Пролет бар, а поддржано од Амфенол, Винчини и Аутовелт. Ќе се организираат игри во кои ќе учествуваат најмладите и секако ќе добијат по символични награди. Затоа сме денес овде во градскиот парк во Кочани да ги повикаме граѓаните да ни се придружат на овој настан, заедно да го чествуваме Великден. Вклучувањето на Ротари клубот Кочани Виница во рамки на великденската празнична програма Сподели радост е дел од активностите во програмата за работа за оваа година, со што ротаријанците од двете општини даваат и сопствена поддршка. Градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов упати празнична честитка по повод Великден. Во пресрет на најголемиот христијански празник Христовото воскресение, дозволете ми да ви го честитам Великден и да ви посакам здравје, благодат, Христова љубов, мир и спокој во секој дом. Овој празник над празниците нека биде поттик да се утврдуваме во вистината и правдата, во трпението и милосредието, да живееме во верата со добри дела. Длабоко сум уверен дека токму ваквите големи празници помагаат во јакнењето на националната, меѓунационалната и мултиконфесионалната толеранција, како и во зачувувањето и развивањето на нашиот културен и национален идентитет. Нека ни е честит Великден, стои во празничната честитка од градоначалникот Љупчо Папазов. Во рамки на комуналното уредување на улиците во градот, општина Кочани работи и на реконструкција на коловозите на неколку сообраќајници. Деновиве привршуваат градежните активности за бетонирање на крак од улицата 4-та македонска бригада. Станува збор за обновување на бетонскиот слој, што беше раскопан поради интервенции што ги реализираше комуналното предпријатие Водовод. Исто така, имаше и оштетувања од пороите во невремето што се случи во јули минатата година. Градежните работи ги реализираше градежната оператива на предпријатието Калина од Оризари, а средствата ги обезбеди општината од сопствениот буџет. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани упати писмена реакција по обраќањето на премиерот Димитар Ковачевски при неговата посета на компанијата Левиди Агро. Оценувајќи го говорот на Ковачевски како лицемерие и хипокризија, во реакцијата се наведува дека биле изнесени фалби без срам за сите пропусти, лоши политики и национални предавства. Зошто не кажете јавно дека покачената минимална плата заедно со просечната не даваат заедно ни една месечна потрошувачка кошничка? Како тоа за вашата сопруга е замрзната цената за купување државно земјиште по 70 денари по метар квадратен? Дали се уште плаќате, господине премиер, 300 евра дневно за реклами по социјалните мрежи? Дали машиновозачите ја земаа февруарската плата? Дали здравствените работници го добија долго најавуваното фамозно покачување од 1200 до 2000 денари? Дали имате траса за коридорите 8 и 10? Дали го уништуваат културното наследство и дали е започната експроприација на земјиштето? Дали собравте пари за печатање за сите учебници до крај на годината?
Како тоа, господине Ковачевски, да нема парични средства за болните од цистична фиброза, а да има скоро 1 милион евра, 900.000 евра за четворицата експерти. Се вели во писмената реакција од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани со оценка дека била искажана лага од и субвенциите за Оризот се покачени за 300%.